Nas ni ogromno zadovoljstvo što smo deneska v Štip na Univerzitetu Goce Delčev, kada što sproveduvame obuka za primjena na novi zakon za zaštitu naukaževačite, koji što predstavlja jedan nov instrument za prijavljanje korupcije v našето общество i našiot projekt Univerzitet bez korupcija je fokusiran tokmu na to da gi zapoznajeme kako studentite, tako i univerzitetskata administracija, menadžment, uprava, službite, kako da se primenува ovaj nov zakon na univerzitetite. Dozvolite me da ve podsjetam дека site javni univerziteti v Makedonija na 18. dekembri ja potpiša deklaracijata za Univerzitet bez korupcija i kako sustavan delo toj proces je i današnji trening koji što ga organizirame v Štip. V ta nasoka deneska, ki gi zapoznajeme univerzitetskite službi za procedurite, postapkite, so cilj da gi zajakneme njimnite kapaciteti, dokoliko bide otvoren v neka dadena možnost slučajna korupcija, kako da postapet, međutim i studentite da bidat podobro informirani za njimnite prava. Ova je serija od 5 treninzi koji što gi organizirame v našata zemlja. Dosega je veke završeno na Univerzitetot v Bitolan i predstavljat ušte na Univerzitetot v Tetovo, kako i dva treninzi v Skopje. Našata ideja za ovaj projekt biše sozdadena od jedno istraživanje što ga pravimo pred 2 godini, vključitelno i na Univerzitetot v Štip. I v ta nasoka zaključucite koji što gi imavme v baza na istražovanjето ни сугерира дека ние мора да работиме и со едните и со другите. Бидејќи ова со условно кажано заштитата на укажувачи, свиркачки и така натаму, тоа е еден концепт во нашата држава кој што е промовиран пред повеќе од 2 години, така да луѓето веќе не се ни навикнати за тоа како треба да се применува, бидејќи станува збор за еден нов институт кој што возможува и заштитено внатрешно пријавување и во таа насока да речеме од универзитетите се очекува да имаат овластено лице кое што ќе ги прима, кое што ќе обезбеди анонимноста на пријавувачот и така натаму, така да сметаме дека од една страна е битно и службите, меѓутоа и студентите да имаат на располагање нов инструмент со кој што ќе бидат заштитени нивните права. Ние во текот на септември ќе спроведеме дополнителна кампања со кој што студентите на главните универзитети во Македонија ќе бидат информирани за тоа кои се нивните права по Законот за заштита на укажувачите. Сакам нагласам дека Законот за заштита на укажувачите се однесува како и на студентите, така и на самите вработени. Бидејќи некогаш, да речеме во нека организација, институција, самиот вработен може да дознае или да увиди дека постои некој корумптивен случај и овој закон му возможува да изврши заштитено внатрешно пријавување. Значи тој би можел кај овластеното лице во институцијата, значи тоа не мора да биде само универзитет, тоа може да биде орган на локалната управа, министерство, полиција и така натаму. Значи во рамките на самата институција да го изврши пријавувањето и неговата анонимност да биде заштитена. Тоа е еден англосаксонски, американски концепт кој што во нашата држава е за прв пат имплементиран пред 2 години. Се уште немаме голем број на случаи на свиркачи, меѓутоа компаративната практика од другите држави покажува дека овој инструмент обозможува еден механизам за поефикасно борење со корупцијата, справување, меѓутоа сегаш е проблем граѓаните да бидат информирани. Сега во нашата држава, знаете, има многу закони, граѓаните не може да знаат све што е во сила и од тие причини нашата идеја на некој начин денеска да ги запознаеме оние на кои што овие политики се однесуваат. До сега нема ниту еден формално пријавен случај. Значи наш гостин денеска тука и представник на Државната комисија за спречување на корупцијата, кој што точно работи на заштитата на укажувачи. Има годишен извештај кој што се објавува, меѓутоа до сега немаме ниту еден случај, така да вашето прашање е сосема на место и тоа е една од предизвиците кои што сакаме денес да ги адресираме. Дека ние се занимаваме само со образованието. И во таа насока правевме едно истражување пред
2 години, речиси, за перцепцијата на корупцијата кај студентите и мора да признам дека најголема перцепција на корупција имаше на универзитетот од кој што јас доаѓам, на универзитетот Кирил и Методи, и во најголем дел добро е што статистиката покажува дека најголем дел од корумптивните практики се однесува на обврската се купи учебник. Така да тоа не е некоја многу сериозна работа, тоа е форма на корупција, меѓутоа не е така сериозно како што е да речеме да би бараат да платите за испит или не знам сексуални услуги. Така да во самата статистика доминантно во Македонија е токму таа пракса на барање студентите да купат учебник.